Денеска во секторот за внатрешни работи во Скопје оставивме работна посета и воедно да ја промовираме новата униформа за младите полициски службеници кои што се во Министерството за внатрешни работи се работи за набавка на комплетна униформа за 1200 полициски службеници кои што е доставена и поделена во сите сектори за внатрешни работи и сите помлади полицајци кои што засноваа работен однос во полицијата ја добија оваа униформа. Продолжуваме со нашиот проект Опремена полиција безбедни граѓани. Во наредниот период очекуваме да пристигне и другиот дел од униформата за целиот полициски состав. Во моментот течат постапките за набавка на униформата на единица за брзо распоредување и на посебната единица и комплетна спортска опрема кои што не се набавени повеќе од 12 години. Потека постапката за набавка на чизми, на реконструкција на многу полициски станици, затоа што сметаме дека најмногу треба да вложиме во подобрувањето на условите за работа на полициските службеници, да имаат поголем мотив за работење во македонската полиција, а со тоа и да се зголеми нивото на безбедност. Навистина ја затекнавме македонската полиција во многу лоша состојба, во големи финансиски долгови, со никаква опрема и затоа треба временски период да сите овие работи ги ставиме на вистинско место, да имаме еден добар систем што ќе функционира и во тој дел очекувам дека оваа година, наредната година ќе биде година во која што ќе работиме максимално на подобрувањето на условите. Воедно сакам да напоменам дека од 1 декември 2018 година заедно со Македонскиот полициски синдикат со кој што работиме заедно и на опремувањето на полицијата во консултации, договоривме и тоа ќе го имплементираме зголемувањето на платата за полициските службеници, односно на бодови на полицајците, кои што бодови не биле зголемени од 1992 година до денес. Тоа беше наш врвен приоритет, да започнеме токму со оние кои што работат непосредно со граѓаните, оние кои што работат на улица, оние кои што секојдневно се грижат за нашата безбедност, а во 2019 година заедно со премиерот и со министерот за финансии да обезбедиме финансиски средства за зголемување на платата на сите полициски службеници.